Евангелие според Лука, 19 глава. Потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше низ него. И ете, еден човек по име Захеј, кој беше началник на цариниците и беше богат, настојуваше да види кој е тој Исус, но не можеше од народот, зашто беше низок подраст. Затоа потрча напред и се качи на една дива смоква за да го види, бидејќи покрај неа требаше да помине. Исус пак, кога дојде на тоа место, погледна нагоре, го виде и му рече: Захеј, слези побргу, зашто денес треба да бидам во твојот дом. И тој веднаш слезе и го прими со радост. И сите, кога го видоа тоа, негодуваа и рекоа: отиде да гостува кај грешен човек. А Захеј застане и му рече на Господ: Господи, еве, половината од својот имот ќе ја дадам на сиромаси, и ако некого сум оштетил, четворно ќе вратам. А Исус му рече: денес дојде спасението за овој дом, зашто и тој е син Авраамов. Зашто синот човечки дојде да го побара и да го спаси она што е загубено. А на оние што го слушаа ова им кажа и една парабола, бидејќи беше близу до Ерусалим и тие мислеа дека веднаш ќе се појави Царството Божјо. Па рече: еден благородник заминуваше во далечна земја да прими царска власт за себе и потоа да се врати. Тогаш ги повика своите 10 слуги, им даде 10 таланти и им рече: тргувајте со нив додека да се вратам. Но граѓаните го мразија и испратија по него пратеници велејки: не сакаме тој да царува над нас. А кога се врати по примањето на царската власт, нареди да ги повикаат оние слуги на кои им ги беше дал парите, за да види кој колку спечалил. Господаре, заработив 10 таланти. И му рече: добро, верен слуго, во мала работа беше верен, еве ти власт на 10 градови. Дојде вториот и рече: Господаре, заработив 5 таланти. А тој и нему му рече: и ти биди над 5 градови. И друг дојде велејки: Господаре, еве ти го талантот, што го чував заврзан в крпа. Зашто се плашев од тебе, бидејќи си строг човек, земаш од каде што не си оставил и жнееш каде што не си сеел. А тој му рече: со твојата уста ќе ти судам, лукав слуго. Ти знаеш дека сум строг човек, земам од каде што не сум оставил и жнеам каде што не сум сеел. Тогаш, зошто не ги даде моите пари кај трговците, та кога ќе се вратам да си ги соберам со се добивка? Па им рече на присутните: земете од него и дајте му на оној што има 10 таланти. И му рекоа: Господаре, тој има 10. Ви велам, дека секому што има ќе му се придаде, а оној што нема ќе му се одземе и она што го има. А оние мои непријатели што не сакаат да царувам над нив, доведете ги тука и погубете ги пред мене. Кога го рече тоа, тој тргна понатаму искачувајќи се кон Ерусалим. И кога се приближи до Витфагија и Витанија, до така наречената Маслинова гора, испрати 2 ученика, велејки: одете во село спротива. Штом ќе влезете во него, ќе најдете едно врзано магаре кое ниеден човек не го јавал. Одврзете го и доведете го. И ако ве праша некој зошто го одврзувате, кажете му вака: тоа му е потребно на Господа. Кога отидоа испратените, најдоа како им беше рекол. И кога го одврзуваа магарето, стопаните негови им рекоа: зошто го одврзувате магарето? Тие одговорија: потребно му е на Господа. И го доведоа кај Исус, па штом ги нафрлија облеките своји на магарето, му помогна на Исус да се качи. И додека минуваше тој, ги постилаа своите наметки по патот. А кога наближи до подножието од Маслиновата гора, сето мноштво ученици почна, радувајќи се, громогласно да го прославува Бога за сите чуда што ги видоа, велејки: благословен е царот кој доаѓа во името Господово, мир на небото и слава во висините. А некои фарисеи од народот му рекоа: учителе, забрани им на учениците твои.
Но тој им одговори рече: Ви велам, ако тие замолкнат, камењата ќе повикаат. А кога се приближи, го виде градот, заплака над него и рече: Кога би можел во овој твој ден и ти да го дознаеш она што е потребно за твојот мир. Но тоа е сега сокриено од твоите очи. Зашто ќе дојдат денови за тебе и непријателите твои ќе те обкружат со ровови и ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни. И ќе те разорат тебе и децата твои во тебе и нема да остават камен на камен од тебе, зашто не си го позна времето кога беше посетен. И кога влезе во храмот, почна да ги гони оние што продаваа и купуваа во него велејки. Напишано е: Домот мој е дом за молитва, а вие го направивте разбойничка пештера. И поучуваше секој ден во храмот. А првосвештениците и книжниците и старешините народни настојуваа да го погубат. Но не пронајдоа како да го направат тоа, зашто сиот народ го слушаше со големо внимание.